Секоја година доследно го одбележуваме денот на шегата во нашата утринска емисија. Секоја година на овој ден посетуваме различни основни училишта. Така решивме и оваа година да го посетиме Скопското основно училиште Браќа Миладиновци, каде што се разбира дека ќе прикажеме и ќе кажеме какви се маски може да се видат денеска на самите дечиња во ово училиште, но воедно и ќе слушнеме всушност какви се активности се предвидени за овој ден по повод денот на шегата. Ово утро заедно со нас, освен главните гости, дечињата, верувам дека гледачите можат да ги забележат. Со нас е и директорката на Основното училиште Браќа Миладиновци Анета Вилковска и оделенскиот наставник Лидија Денковска. Ќе ви посакам добро утро. Најпрво ќе ја прашам госпоѓа Вилковска, кои се активности се предвидени за овој ден во самото училиште? Добро утро до вас. Денес е 1 април, ден на шегата, ден на инспирацијата, ден на имагинацијата. Во нашето училиште, како и секоја година, 1 април е највеселиот, најсрекниот, највозбудливиот ден. Како што можете да забележите, учениците се маскирани во најразлични креативни маски во соработка со нивните наставници, кои што ги поздравувам, кои што се навистина креативни, нивните родители, кои што секоја година се поуспешни и поуспешни во нивната креативна фантазија и имагинација. За денес се планирани активности со дефилирање на учениците со маски во нашиот училишен двор, но дел од учениците ќе бидат присутни на денешната капитолијада. Околу самиот патронат кој што ми го напоменавте пред да започнеме, ми напоменавте дека и за време на патронатот се одржале некои убави активности во самото училиште, поубаво е да слушнеме и за нив. Така, оваа година одбележавме 81 година постоење од нашето училиште, 81 година воспитно образовна дејност. Се организира голем број на манифестации, свечена приредба, на која што учениците исто така ги покажаа своите способности. Посакувам уште многу години успешна работа во нашето училиште, а на овие дечиња им посакувам насмевка на нивните лица, секогаш да бидат срекни и весели, бидејќи кога тие се срекни, ние сме уште посрекни. И среќата, нивната среќа значи и посрекна иднина. Ве благодарам многу за одвоеното време. Ќе ја прашам и госпоѓа Лидија. На самиот почеток, колку сметате всушност дека преку ваквите денови дечињата учат за емпатија и почито најмногу? Апсолутно, не само преку овие денови. Децата постојано се учат да бидат емпатични и грижливи, но посебно на овие денови се внимава нели шегата, пошто е ден на шегата, да шегата нели не ги премине границите и секогаш на дечињата им се кажува нели да се стават во чевлите на другото другарче и дали да се запрашат дали тие би се насмевнале на таа шега. Дали би можеле да направиме споредба од времето кога вие бевте ученик во однос на самиот ден? Споредба. Може да се направи, апсолутно може самите да видите дека во денешно време нешто повеќе се вложуваме и ние како наставници ги насочуваме дечињата креативно да се изразуваат, слободно да се изразуваат, значи подготовките траат и со денови и домаци се подготвуваат, а додека наше време некако можеше денот да помине и со неколку шеги и оние најхрабрите нели да поминат со некоја дома обмислена маска. Верувам сега и интернето дава повеќе идеи во однос на... Да, имате повеќе избор сега, да. Повеќе избор во однос на изработка на самите маски. Видов дека некои од наставниците исто така се маскирани? Да, имаме и некои наставнички кои исто така малце беа похрабри да се маскираат денес, да. Верувам дека тоа уште повеќе вродува среќа и радост кај самите дечи. Апсолутно, денешниот ден започна со голема возбуда. Верувам дека и пред да дојде самиот ден на шегата, дечињата можеби ги кажаа своите желби што би сакале да се маскираат, па има помош од самите наставници. Да, учениците се насочуваат нели од самите наставници, тие се самите креатори. Имаме разни креативни работилници, креативни секции кај што учениците обмислуваат разни трикови, шеги, скечеви, ја обмислуваат својата маска, но сепак најголемиот дел го вложуваат со своите родители. Благодарам многу за одвоеното време. Сега ќе ги прашаме главните гости дечињата во што одбраа да се маскираат. Ти си докторка, ако не се лажам. Јас сум ветеринар Исидора Мун. А кој ти помогна да изработиш маска? Мама. Мама, ќе ја поздравиш мама, ќе мавнеш на камера? И кажа ли некоја шега на мама? Не знам. А смисли некоја или ќе смислиш да ја кажеш денес? Ќе смислам. Ајде да видиме што ќе смислиш. Ти во што се маскираше, како се викаш? Јас се викам Илина и се маскира во рок-н-ролка. Кој ти помогна да ја направиш маска? Мама ми помогна. Мама, значи мама најмногу помага кај сите. Дали тебе мама ти помогна да ја направиш маска?
Во што си маскирана? Во пиперка. Во пипарка, па леле колку си сладка ти. Колку време ја правевте маската со мама и ти ја помагаше, така? Да. Долго време ја правевте? Па не долго време, кратко беше. Ама ти срекна беше. Да. Ти во што се маскираше? Јас сум маскирана во Исидора Мун. Кажа некоја шега на твоите дома? Не. Јас сум Исидора Мун од книгата, тие книги што ги читам и мојата сестра е маскирана во незиното розово зајаче. Кажи ми, кажа некоја шега дома или ќе смислиш да им кажеш подоцна? Ке смислам да им кажам подоцна. Ајде да видиме, значи дел од вас уште не сте кажале шега. Ти си спортист. Јас сум фудбалер и од позади од дресот имам испринтано моето име. Наредна година во репортер да се маскираш, те гледам го паќаш микрофонот, сакаш да бидеш репортер. Добро. Кажи ми, ти помогна некој за маската, за идејата, поточно? Не, јас реков да ја купиме таа и татко ми ја купи и ја испринта и ми ја даде на мене. Кажи ми, им кажа некоја шега дома? Да, ја уплашив мама дека вчера пилињата некој ја издаде вечерата и она беше стресена и на крај ја кажав априли. Исплаши многу, значи, мама. Браво. Ти во што се маскираше? Јас сум маскирана во јапонка, ама имам некои кинески елементи. Кажи ми, кој ти помогна за маската? Многу си убав. Мене за маската ми помогнаа баба ми и мајка ми. Кажи ми, им кажа некоја шега на мама и на баба? На баба не, уште не ја видов денеска, ама на мама и кажав дека не сакам да одам во школа, па после и кажав априли. Си исплаши мама, значи. Да. Ти во што се маскираше? Јас се маскирам во вампир. Вампир, кој ти помогна за маската? Многу е убава. Мајка ми. Мајка ти? И кажа некоја шега на мама? Не, И смисли да и кажеш или ќе смислиш после училиште? мислам. После училиште? Да. Ти во што се маскираш? Јас се маскирам во Wonder Woman. Во што? Во Wonder Woman. И од каде ти дојде идејата за таа маска? Не знам. Прв пат гледам дете да е маскирано. Кој ти помогна? Мајка ми. И кажа на мама некоја шега ден? На татко ми кажа. Што му кажа на тата? Дека на глава има пајак. И се исплаши? Да. И ја после кажав априли. На друг направи шега? Да, на наставничката Маја. На наставничката до нас? Што и кажа? И кажав дека ќе се преселам во Канада. И се исплаши. И на крајот кажав априли. Браво, добра шега. И тебе да те прашаме, во што се маскираше денеска? Јас сум маскирана во вампирка. Мене ми помогна мајка ми за маската. Излажа ли некој денеска? Не. А ќе излажеш? Да, Ги исплашиш малце по повод денот на шегата. да. Супер ти е маската. Ви благодарам на сите дечиња што ми кажавте во што сте маскирани. Благодарам се разбира и на вработените кои што говореа пред камерата на Телма телевизија. Верувам дека достојно го одбележавме денот на шегата 1 април и се разбира дека идната година ќе посетиме ново училиште каде што верувам дека ќе можеме да видиме уште побројни маски и уште поубави и каде што има повеќе вложено труд се разбира.